Ужасната трагедија што се случи во Кочани, освен што донесе неизмерна тага за целата држава, ја разоткри нефункционалноста на системот. Но ако нешто функционираше добро во целиот тој проблем, беше здравствениот систем. Тука со нас вечерва е министерот за здравство Армен Таравари. Со него ќе разговараме за сите актуелности. Останете со нас. Министре, добро вечер. Се гледаме во еден навистина тежок период и за вас, за сите нас, за целата држава. Се разбира дека прво што ќе ве прашаме како се повредените. Вие завчера имавте некаква сумарна изјава, меѓутоа ситуацијата се менува од ден на ден, па се разбира дека повторно ќе ве прашам како се уѓате. Добро вечер, ви благодарам за поканата и можноста. За среќа, денеска веќе 11 ден после трагедијата и нула починати се уште и се надевам и даваме се од себе и нашите колеги надвор од државата, меѓутоа и колегите што се тука, и тие 4 пациенти да поминат подобро. Денеска сум информиран повторно дека од тие 4 пациенти двајца се некако малку подобро и практично можеме да кажеме дека двајца пациенти за сега се многу критични. Повеќето пациенти веќе се пуштени во домашно лекување. Само 15 пациенти се лекуваат низ клиниките и приватните болници во Скопје. Во внатрешноста нема ни еден пациент и веќе бројката која што се лекува надвор од државата се двоцифрена, 99. Денеска е очекувањето на уште неколку пациенти да дојдат утре, задутре, овие денови. Јас се надевам дека идната недела ние ќе имаме бројка од околу 70 до 80 пациенти кои што ќе се лекуваат уште можеби недела-две надвор од државата. Покритичните пациенти се во Литванија, која што се лекува една пациентка и еден пациент во Словенија. Меѓутоа, тоа што добивам како информација, бидејќи се работи за многу млади луѓе. И затоа и организмот е многу посилен и колегите ни кажуваат дека даваат се од себе за да и тие преживеат, па потоа и последиците да бидат што помали. Да, вие споменавте дека ќе се санираат и последиците за луѓето да имаат апсолутна една функционалност, да не бидат стигматизирани од околината. Значи има ли план државата како кога тие ќе се вратат тука, потоа целосно ќе се преземе нивното лекување и во иднина? Секако, значи во кризниот штаб во Министерството за здравство, на кој што сакам да им се заблагодарам и јавно, околу 30 директори и доктори, кои што работеа заедно со нас, заедно бевме во таа екипа, ги предвидовме сите работи, од протоколите за испраќање на пациентите, до протоколи за прифаќање на пациентите, до менталното здравје, до тоа како ќе се третираат и кај ќе се прифатат, до сите испитувања што треба да се направат на пациентите пред да се испишат дома, до прегледите на тие пациенти кои што се во домашно лекување за редовно да бидат прегледани уште еден период од нашите доктори, секако и за рехабилитацијата веќе зборуваме. Имаме неколку опции, бидејќи неколку пациенти ќе имаат, не неколку, тоа ќе бидат десетици пациенти кои што ќе имаат потреба за третман подолгорочен. Повеќе недели до повеќе месеци. Веќе размислуваме за две можни опции. Едното е инфективното оделение во градската општа болница 8 септември, кај што порано бил ковид центар, кој што многу брзо може да се адаптира, а таму има физиотерапевти кои што работат. Дел од пациентите таму подолгорочно што ќе им треба третман, а таму имаме и пластични хирурзи, и физиотерапевти, и други доктори. И втора опција е Центарот за физикална терапија и рехабилитација во Козле. Исто така со директорот таму зборувавме и тие се подготвени еден дел од потешките пациенти на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Исто така би сакал да кажам дека во комуникација со неколку амбасадори, посебно од европските држави, ни кажа дека се подготвени, исто така бидејќи имаат центри добри, центри за рехабилитација на баш вакви пациенти, се подготвени бесплатно да ги прифатат неколку пациенти. Јас се надевам дека тоа нема да биде бројка повеќе од 20, некаде 10 до 20 пациенти, кои што би се рехабилитирале квалитетно
за да имаат што помалку последици. Секогаш кога зборувам последици, не е тоа само физичкиот изглед. Видите, знаете, повеќето пациенти се од 15 до 25 години. Млади луѓе се. Многу им значи, деца се и многу им значи и физичкиот изглед. Значи и естетскиот изглед, но и менталното здравје. Бидејќи овој период јас лично повеќе пати ги посетував, повеќе пациенти, разговарав со повеќе членови од семејствата и знам дека има страшен стрес. Стрес имаме сите ние, вознемирени сме од оваа состојба, а посебно се вознемирени децата кои што ја преживеа оваа криза, сега се добри и веќе знаете како е Кочани е мал град, околу 25.000 жители. Еден жител на Кочани еден ден кога бев, кажа нема толку улици колку има починати во Кочани и тоа е навистина, ако не е од едно семејство, сигурно од некој од роднините или од комшилукот. Нема куќе што не е опфатено од трагедијата. Така да и менталното здравје многу ни е важно и за тоа размислуваме, значи рехабилитацијата да биде потполна, целосна и да се обидеме колку што можеме од здравствен аспект сите овие луѓе да се вратат во нормално живење и што помалку последици да имаат. Не можам да кажам нема да имаат никакви последици, меѓутоа ќе дадеме максимум од себе да има што помалку. Да се минимизираат. Јас споменав и во најавата, на вистина здравствениот систем, можеме да речеме, го положи тестот. Имавте и благодарност. Гледаме дури луѓето кои што протестираа против сите други нефункционалности, сите институции кои што затаја, оддадоа почит на здравствените работници, препознавајќи дека тука здравството излезе големо, успеа да се за многу брзо време да се организира, да се даде на време на една реакција, но и сите здравствени работници да пружат и несебична грижа од еден човечки аспект. Како вие го доживеавте целиот овој период, како министар, како одговорен? Рековте им се заблагодарувате на вашите колеги, но колку овој тест што сега се положи покажува практично дека системот знае да функционира кога има голема мака. Како да функционира и кога нема трагедија? Како да го направиме функционален во секојдневието? И да имавме проект подготвен, ако ни се случи ваква ситуација, како би постапиле. Ние немавме таков проект, кој не очекува никој да се случат вакви трагедии, и да имавме, немаше да постапиме вака координирано и солидарно во здравствениот систем, како што се постапи од 16 март до сега. Значи, целата екипа во Министерството за здравство, тука се повеќето директори на здравствените институции, низ клинички центари и болниците, двете градски болници во Скопје, меѓутоа и колегите во внатрешноста, јас бев и со директорката во Кочани, и со колегите, и во Штип исто така. Значи, солидарноста, повеќе медицински сестри и доктори кои што не биле ни дежурни, ниту работат во Кочани или Штип или во скопските клиники, веднаш се пријавиле, си отишле. Јас ја дознав вестат во 7 наутро, кога се разбудив, дека се случила трагедија и веднаш отидов во министерство. Веќе екипата се беше собрана, без да се повика. Значи, сами по себе, повеќе колеги нон-стоп ми пишуваат цел ден, и неделата и понеделникот, кажете како можеме да помогнеме и што можеме да помогнеме. Така да успеавме прво да се прифатат пациентите, 30 беа прв ден во Кочани, околу 50 и нешто пациенти во Штип и другите некаде 115-20 низ клиниките во Скопје и болниците 8 септември Стара градска болница. Успеавме истиот ден појавување на повеќе министри, би сакали на соседните и пријателските држави на Македонија. Например, бугарскиот министер за здравство беше прв со кој што се слушнав, некаде во 8:30, потоа министерот за здравство на Албанија, па на Србија, па на Грција, па на Хрватска, па на Црна Гора, па на Косово, па на Словенија, со сите нив, па на Австрија, значи повеќе, можеби и некој да ми простат, оди не ги памтам сите држави, меѓутоа се јавија и се понудија веднаш да испратат и автомобили, ако треба специјализирани, посебно соседните држави,
Булгарија испратија 6 возила за првите 5 најтешки пациенти, што ги испративме во болницата во Пирогов во Софија. Потоа Грција испрати од Солун исто така 5 возила и плюс авион на вечер. Исто така и од Белград испратија прво возила, па потоа и специјален авион за превоз на најтешките пациенти. И затоа најтешките 24 пациенти кои што беа триажирани, прво беа однесени во соседните држави. Во меѓувреме утредента, веќе на 17 март, имаше понуда од повеќе европски држави. Многу брзо се активираше и копчето за помош. Токму така. Европската унија тука исто се покажа многу агилна и солидарна. Апсолутно, не дека само ги прифаќаа пациентите, ви велам, оти ние немаме такви авиони и хеликоптери за специјален пренос на пациенти со респиратор или со посебни медицински услови, да речам. Меѓутоа, повеќето членови на Европската унија испратија, веднаш се солидаризираа, направија простор и место за нашите пациенти и точно 116 пациенти до пред 4 дена беа во соседството и во европските држави и полека почна враќањето на пациентите. До денеска некаде точно 22 пациенти се вратени, 95 пациенти се надвор од државата, така да периодот, да не се повторам, очекуваме и други пациенти кои што се стабилни, добри во оделение, комуницираат, се третираат од сите аспекти. Тие што се оперирани, можеби ќе престојуваат малку подолго. Така да со иницијатива и на Министерството на здравство и на премиерот заедно донесовме одлука и сите пациенти, не само тие што се таму, туку и 20 членови од семејството бесплатно да патуваат до земјите кај што се лекуваат пациентите, а потоа и да се сместуваат и тоа да го покрие државата, и што мислам дека е огромна помош за пациентите. Министерот за надворешни работи направи посета на повеќе држави, заедно отидовме во Солун и во Софија. Семејствата на скоро сите пациенти се благодарни на тоа што беше направено од владата и од Министерството за здравство и тоа што е многу важно за сите нас, да заврши цела оваа трагедија со што помалку починати. Или воопшто, ако можеме, ако ја имаме таа среќа да биде таа бројка 0 како што е до сега, јас лично зборувам би бил најсреќниот човек во светот. Споменавме и солидарноста и регионот, белкем вакви трагедии ќе не научат да бидеме повеќе заедно и како држави и како општества и кога ни оди добро, не само кога е лошо. Кажавме дека можеби најголем дел од брзата и добра интервенција се должела и на самата свест на здравствените работници дека се потребни, на нивната солидарност. Видовте ли некаде слабости во овој период? Дали системот си го откри лицето, здравствениот систем, каде се оние нешта, оние точки кои што треба да бидат предмет на внимание и да се интервенира? Со сите слабости и недостатоци што и ги знаеме како здравствен систем, јас мислам дека успеавме да го положиме испитот. Дека сме свесни и знаеме кај ни се најголемите слабости и недостатоци, повеќе ќе почнам од човечки ресурси, па возила, специјални возила со опрема, медицинска опрема, па центар евентуално за опекотини и да го имавме центарот со бројка од 200, нема шанси. Тоа тема се отвори затоа што дали сепак ја личи државата без еден таков центар, во минатото тој го имало, функционирал. Размислувате ли на таа тема? Да, секако. Меѓутоа, меѓу нас веќе зборуваме што е итно и приоритетно во здравствениот систем. Тоа што го промовираме веќе повеќе месеци, специјализанти доктори. И веќе 200 доктори до сега се објавени конкурси и идната недела ќе почнат и да се вработуваат првото тестирање во Министерството за здравство, па потоа ќе бидат прифатени во клиниките. 1200 договорци на дело кои што се низ болниците и клиниките ќе им дадеме решение. Значи, човечкиот фактор, ресурси е најголемиот проблем на здравствениот систем денеска.
И бројка 1800 вработувања, 1200 средомедицински и 600 специјализанти приватни, ја мислам дека е коректна бројка за 10 месеци владење на една влада. Меѓутоа, други проблеми на кои што треба да се фокусираме, секако се амбулантските возила. Последните амбулантски возила што се купени од владите во Македонија е 2014 година. Замислете, 11 години воопшто, освен ако е некаде дадено донација од некого. И крајно е време и сме договорени дека треба да започне овој процес на купување на, го има во планот и пред да се случи ова во Министерството за здравство. Да, но знаете како, господине Таравари, тоа многу фрустрира. Значи, граѓаните гледаат дека има многу непродуктивни трошења. И во минатото зборувам, вие зборувате за период од 11 години. Навистина фрустрира кога државата нема болнички возила, имаме голем возен парк. Имаме болнички возила, меѓутоа амортизирани и старомодни, кои што веќе не се во функција. Медицината не, се користат тие, се поправаат. Можеби трошоците се повеќе што ги поправаме секој 5-6 дена, 2 недели, 1 месец, отколку да инвестираме во нови возила. И тоа ќе биде топ приоритет на Министерството за здравство заедно со владата. Втората работа е, одамна зборуваме, во нашата програма стои спојување на клинички центар. Сега се покажа и се докажа дека тоа што сме фрагментирани во клиничкиот центар и за секоја работа треба да се повикаат 20-30 луѓе, тоа не е добро. Ни треба интегрирање и јас ќе инсистирам да барем да почнеме со хируршките клиники. Хируршка клиника да има еден раководител и директори, односно раководители на сите одели. Значи тоа да биде интегрирано во едно. А потоа до крајот на годината и цел клинички центар заедно. Центарот за опекотини. Тоа имало во Македонија од 2000 година до 2013 или 2014 во општа Староградска болница по барање на некоја фабрика кај што често се јавувале изгореници кај работници, меѓутоа тоа биле 2 легла, не повеќе. Нас ни треба, сега е моментот да направиме еден модерен центар, меѓутоа тоа не може да се направи за 1 месец. Така, да започнеме со процедура, бараме најадекватно место, барем да има 4 до 6 легла. Исто така, на исто место ни треба како држава и центар за ампутации, за гангрени, која што недостасува и огромен проблем на здравствениот систем, меѓутоа и на пациентите кои што имаат такви потешкоти. Така да, овие се неколку приоритети: човечки ресурси, интегрирање на клиниките, возила, центар за изгореници и центар за гангрени и ампутации. Овие се работите кои што можеби освен другото што сме го направиле и што планираме да го направиме, ова ни е како топ приоритет, да речам, следните 2-3 месеци. Да, сето ова што го набројавте се чини дека и политички има логика и дури може и да донесе некаков свој ден политички капитал, меѓутоа интегрирањето на клиниките, тука партиите ќе треба малку и да пораснат, тоа значи дека ќе треба да се откажат од број на директори партиски кои што самите си ги поставуваат. Мислите ли дека ќе има доволно политичка воља да се истурка, зашто е навистина важен проект? Јас не мислам дека сите директори се партиски, политички, има и директори кои што се експерти. И едното со другото не мора да е секогаш во колизија, може да е експерт и партиски поставен. Меѓутоа генерално нормално секоја политичка гарнитура мисли дека треба да направи одредени промени за тоа да рефлектира во организирањето на здравствениот систем, така да тоа воопшто не е важно и битно. Одамна е кажано дека наша цел е да се тргнат 20 директори и сега некој може да ни каже па имате 32 директори помалку или 40 на ниво на држава. Да, тоа ми беше поинтата, сигурно ќе ви кажат. Но тоа го направивме ние. Ги тргнавме економските директори. Сега има по еден директор. Да. И тоа се минус одреден број на директори. Повторно, за да функционираме подобро, нека има раководител на оддел, на клиника или директор на клиника, како ќе го нарекуваме, меѓутоа тоа да биде интегрирано, да биде пофункционално. Тоа ни е многу важно, посебно при вакви случаеви. Значи, друго е кога има еден диригент,
оркестарот и друго е кога има 5 диригенти и тогаш имаме разштиман оркестар. Значи дефинитивно нас ни треба спојување и да започнеме со хирургија, а понатаму да го споиме комплетно клиничкиот центар без разлика дека ќе има помал број на директори. Сега ве прашувам како политички лидер, не како министар за здравство, колку е важно оваа логика да се следи во сите институции низ целата држава, затоа што гледаме, и овој случај покажа дека нефункционалноста се проткајувала низ сите партии, низ сите власти досега, кои доведоа до една ваква трагедија, таа нефункционалност. Како овој начин на размислување да стане малку по-мејнстрим во политиката? Размислувањето генерално е дека повеќе институции постојат кои што се креирани за да се исполнат некакви цели, а практично се нефункционални, кои што можат да бидат дел од други институции како сектори. Меѓутоа во моментот постојат такви институции. Ние започнавме прво со инспекторатите, кои што беа независни под владата. Повеќето инспекторати веќе се дел од министерствата. Вакви фузии или спојување на неколку институции во една функционална институција веќе размислуваме како влада и се надевам дека периодот кој што е пред нас ќе има редуцирање на поголем број на институции кои што нема да исчезнат. Туку ќе бидат дел од една поголема институција која што ќе биде подобро организирана отколку да бидат 4-5 директори на 4-5 институции кои што зависат и се праќаат луѓето од една во друга. Подобро да бидат во истата, да има еден генерален директор, нека има шефови на сектори, нека функционира. Вака ги гледам нашите размислувања во владата и ова не е само тоа што го кажувам, некој ви кажав со инспекторатите во здравство, во како се вика транспорт и врски, во екологија и во повеќе министерства, веќе тие влегува и се во склоп на министерствата, што мислам дека е добар потек на владата. Да, ова е од аспект на спојување, функционалност и организација, но од оној суштински аспект на департизација, треба ли државата да има, односно партиите да имаат волја да ги остават најдобрите луѓе на позициите, дури кога сте, да речеме, од спротивниот табор, условно кажам. Особено во здравството. Во здравството апсолутно, секако. Јас 2017 бев министер 100 дена и се сеќавам на некои клиники одев и ги прашував колегиумот. Кого мислите, ајде изберете вие директор. Меѓутоа видов дека почнува и таму да се групираат луѓе и да се поделат. Во самата клиника. Почнува да лобираат, што е нормално. За мене идеално решение пак е да им оставиш на клиниките во колегиум да најдат начин на избор на тој што ќе биде нивен, да речам, прв меѓу еднаквите. И тоа би било идеално. Мерит системот, секогаш во секоја клиника имаш кој што е најдобриот доктор, меѓутоа не мора да значи дека тој најдобар доктор би бил и најдобриот раководител на таа здравствена организација. Затоа треба да се размислува среднорочно, да не речам долгорочно, дека убаво би било тоа да се делегира, повелете, изберете вие директор, министерот да го назначи. Некаква ваква комбинација. Во одредени болници и е направено така и сега, кај што имаше незадоволство од одредени директори, баравме мислење од нив. Ајде, кој би бил најдобар кој што ќе раководи? За нас не е битно кој ќе раководи, колку што како ќе се раководи и дали ќе бидат задоволни вработените во тие клиники. Мене како министер за здравство ми е непријатно кога од одредени клиники пишуваат медицински сестри, доктори, болничари за незадоволства од начинот на раководење на одредена болница или клиника. А пресреќен сум кога ќе слушам кажуваат пофални зборови за одредени колеги дека перфектно ја врши. Најавивте вработување доста во здравството. 1200 договорци, вкупно се 1500 договорци во здравството. Меѓутоа и со овие договорци кои што треба да добијат сега трансформација да им се направи на работното место од договор на делово решение, меѓутоа повторно и со овие 600 специјализанти, 1200 средномедицински персонал кој што месецов
треба да се веќе специјализанти ево реализација, повторно ќе имаме недостаток. Повторно ќе треба уште еден флукс. Прашањето ми беше колку е тој процес ослободен исто од партиски влијанија. Вие сте и силен поддржувач и на невладени иницијативи кои што се залагаат за меритократија во вработувањето во здравството. Гарантирате ли дека овој процес навистина ќе ги изроди најдобрите млади лекари кои што ќе се работат? Чисто за гледачите да знаат, оти и за специјализантите ми викаат спартизирано е. Значи специјализанти приватни кои што се запишале пред 6 години, 5 години, 4, 3, 2, пред една година. Јас или владата ниту ги знаеме, ниту ги познаваме. Тие се запишале од разни партии. Нас ни треба лекарски кадар, ни недостасува. Ако одевме директно да ги вработиме, така можевме како партии да ги вработиме прво докторите, па после да ги пуштиме специјализација и да чекаме 6 години, 5 години, а вака имаме готови кадри кои што специјализираат. Ние не знаеме од кои партии се ти. Сите тие, без исклучок, кои сакал, од 600 се пријавени 570. 30 сигурно планираат приватно да се работат. И друг аспект, овие што завршуваат приватни специјализанти се потенцијални кандидати да отидат надвор од државата. Што направивме? Вин-вин ситуација. И за нив добро, и за нас да не чекаме да вработуваме, па да работат една година, па да ги испратиме на специјализација. Сите овие, без разлика од која партија, сите што аплицирале, сите се вработуваат. Така да не може никој да каже дека се партиски. Оти не сме ги запишали ние на специјализација, тие се сами запишани. Сите што аплицирале, без исклучок, ќе бидат вработени. Втора работа, овие што се со договор на дело. Не може ние да сме ги вработили 5 години, 6 години, 7 години, 10 години. Оти не сме биле на власт. И повеќето, не повеќето, 80-90% од тие што се договорци, а ги злоупотребувале за избори. Значи, гласајте за нас овој пат, па после избори ќе ве вработим. Сега, амблок сите тие, тоа се болничари сестри. Тоа е кадар кој што е потребен за сите. Апсолутно е потребен. Видете, сме во ситуација во одредени болници, посебно во внатрешноста и посебно во Источна Македонија, па и во Западна Македонија, кај што оддели треба се затворат поради тоа што нема сестра, доктор или болничар. Апсолутно. Да, тука имате и законски мали некои ограничувања кои што еве сега има иницијативи за измена, нели планирате и нов закон за здравствена заштита, па ќе видиме и тука од аспект на дискрециони права на директори колку тука ќе се ослободи просторот, но да, оваа иницијатива треба да се поздрави, да се следи. Ќе ве викнеме повторно, се надевам дека навистина ќе го завршиме процесот со 0 починати и дека лекциите кои што изродија, на некој начин се изродија од овој процес, ќе бидат навистина и совладани. И како здравствен систем, но и како политичари. Секако, да се надеваме, ние ќе дадовме и ќе дадеме максимум додека заврши овој процес. Ги знаеме нашите недостатоци, се обидуваме и мани и недостатоци, се обидуваме да ги поправиме. Меѓутоа, не може да очекуваме дека со магично стапче за преку ноќ или за еден месец или за една година ќе се трансформираме од еден здравствен систем кој што е каков што е во идеален здравствен систем, бидејќи и на крајот на краиштата никаде во светот не постои идеален здравствен систем и нормално на крајот сосема да кажам дека здравствените системи даваат квалитетни услуги колку што и добиваат пари од владите. Значи, иако ние како здравство имаме поддршка од владата, меѓутоа пред неколку недели бев во Словенија, потпишавме меморандум за соработка. Словенија годишно, по територија и по жители е колку Македонија, Словенија годишно троши 6 милиарди евра за здравствениот систем, а во Македонија тоа е неполна милиарда. Значи 6 према 1 за држава што е слична и по големина и по жители. 6 према 1. Да, и ова е уште една лекција што би можела да се научи. Ви благодарам за интервјуто и за пораките. Ви благодарам за можност. Денешен гостин во Иновативност Инсайтс ни е Владимир Трајковиќ, професор на Финки, коосновач и партнер во неколку IT компании, ментор на стартапи,
говорник и мотиватор на различни конференции поврзани со дигитализација, дигитално општество и предприемништво. Професоре, во која улога најдобро се снаоѓате? Па искрено тие некако се надополнуваат и мислам дека всушност тоа е една иста улога, тоа е да се даде ветер во грб на млади луѓе кои што сакаат да направат нешто различно во својот живот. Колку такви млади луѓе има во земјава? Колку од вашите студенти се мотивирани да направат разлика? Тоа е добро прашање и одговорот е така не баш многу јасен. Има многу кои што посакуваат, малку помалку кои што можат, ама релативно мал број кои што успеваат. И затоа има многу причини. Сега, ако сакате, можеме да ги дискутираме. Па може да предискутираме малку околу тоа како младите да ги направиме помотивирани да ги направат промените кои што насушно ни се потребни. Па, јас некако почнувам дека тие треба ако сака да влезат во водите на предприемништво, да решат некаков проблем. И мислам дека главна мака е што решаваат проблеми кои што се некако многу ограничени, кои што се многу мали, кои што се многу локални. И најверојатно за да успееме да имаме поуспешни такви предприемачки приказни кај младите, прво треба да ги научиме дека живеат во едно големо село, глобално село, дека планетата, поготово со дигиталните технологии, не е толку голема како што била во минатото и затоа треба да проба да решаат таков тип на проблеми наместо некакви локални проблеми кои што не се од голем интерес и кои што баш и не можат лесно да скалираат или да се продадат во светски рамки, а со тоа да направат некаков импакт. Јас гледам дека па поготово кога станува збор за млади предприемачи, за студенти, имаат проблем да излезат од околината, од сопствената кожа, од своите микро проблеми и да пробаат да размислуваат на малце поголем начин, така да кажем, можеби тоа прав збор. Дали ова е случај со младите во другите земји или малку е некако балканска мана, да речам? Дефинитивно размислувањето е секаде слично и секаде истите дури идеи се вртат, не знам, кои што главно се сведуваат на некаков маркетплейс, не знам, на македонски немам убав термин за тоа, и кои што се некако тешки за реализација, немаат бизнес сенс, има еден куп регулативи кои што треба да бидат задоволени, за да воопшто станат реалност, ама нашите млади и балканските млади некако изгледа ги мрзи да влезат подлабоко во проблемот. Универзитетиве кај нас промовираат системско размислување, а кога правиш стартап треба малку да размислуваш тоа се кај лин размислување, да размислуваш побрзо да дојдеш до некакво решение, а потоа дури откако ќе го најдеш правиот бизнес модел да се вратиш на тоа системско размислување за да оптимизираш. Во инженерскиве струки гледам дека сите прават некако премногу инженерство на проблемот. Пробуваат да најдат идеално решение и додека го најдат трошат прво многу енергија и потоа ќе добијат некое решение кое што можеби пазарот не го бара или за кој што можеби нема прави муштери. Недостига малку да се фокусираме на нешто што ќе ни носи квалитет кој што не е лесно копирлив. Например, индустрија на длабоки технологии, нешто јас не гледам толку многу решенија поврзани со вештачка интелигенција, поврзани со нови материјали, поврзани со примена на ИКТ во некакви, не знам, медицински гранки, во, не знам, анализа на можеби на генетски секвенции или на микробиоми, зашто тоа се во области каде што може да направи исчекор, пошто целиот свет сега прави исчекор. Ама за такво нешто е потребна интердисциплинарен пристап. И мислам па дека сега ние на универзитетот и генерално на сите универзитети во балкански земји мораме да научиме да си правиме муабет повеќе помеѓу себе, да ги здружуваме студентите кои што доаѓаат од различен бекграунд, кои што учат различни области, зашто само така може да направат посериозен исчекор. Има ли можеби некои позитивни примери од стартап сцената каде што се споиле луѓе млади од различни области и направиле некој успешен проект? Најмногу гледам комбинација на технолошки студенти кои што студираат технологија, например финки, и економски. Исто така сум видел студенти кои што имаат некаков медицински бекграунд со технолошки студенти. Земјоделски факултет, така
и да се види како може со мала примена на технологија да се зголеми производството на било каков тип на храна, например, и постојат такви успешни, па ја веќе би рекол и мали компании, не баш стартапи кои што тоа го прават. Како во моментот ја оценувате стартап сцената во земјава? Знам дека долги години сте ментор, помагач целокупно на стартап сцената, на голем број на настани учествувате. Каква е моменталната состојба? Пред 10 години ме прашавте, ќе речев па како дете во пелени. Сега е да речеме дека сме некои млади тинеџери, стартап сцената е како млад тинеџер. Он има желби, ама има храброст, ама не сум сигурен дека има баш доволна количина на капацитет, на знаење, тие своји желби да ги направи во стварност. Главната мака, па барем во балканските земји, дека ние не ја почитуваме на изјава која што не знам, во некои развиени стартап култури ствариме како, не знам, скоро како религиозна, тоа е standing on the shoulders of giants. Не учиме од грешките на другите, него сите сакаме да декларираме дека сме први, по прв пат, дека ние го направивме ова, ние го направивме тоа, и да учиме преку тоа од сопствените грешки и сопствените неуспеси. Ако го гледаме развојот на стартап заедницата во различни региони како трка, ние идеме напред, ама за жал останатите кои што учат на туѓите грешки идат многу побрзо од нас. Што според вас и вашето искуство е потребно за стартап заедницата од неискусен тинејџер да влезе во една малку позрела адолесцентна фаза? Треба да научи да соработува, треба да научи дека треба да си помага еден на друг и дека е побава да си во друштво на успешни стартапи, отколку да бидеш најуспешен од релативно успешните стартапи. Во тој момент кога ќе се створи таква успешна заедница каде што ќе има вистинска соработка, тогаш мислам дека ќе одиме напред. Оно што второ е карактеристично пак не само за македонска или за балканска стартап заедница, секаде, ако сакате и во Германија, во неразвиени, во делови од источна Германија каде што се појавуваат сега вакви движења, кога се во некоја ваква фаза стално има некои, јас ги викам како лешинари. Тие се некои институции, некои дејци во стартап заедницата кои што гледаат нешто да ушиќарат, да искористат. Сега кога ќе успееме тие да ги надминеме, тие да се филтрираат, тогаш најверојатно ќе застанеме на некакви здрави носи. А има ли пари? Сега во однос на 10 години порано, да, има и многу повеќе. Дури всушност мислам дека ако гледаме број на англи инвеститори, има многу повеќе. Ако гледаме пристапност до фондови, локални, регионални има 1-2, ама во принцип нашите стартапи можат да зборуваат и со било кој фонд европски. Тажната вистина која што пробувам да кажам и на стартапи со кои што соработувам и на студентите, дека фондовите сами ќе те најдат тебе, ама не кога тебе ти треба, туку кога ќе мисла дека со нивната инвестиција ти ќе можеш побрзо или подобро или поефикасно да направиш нешто. Нема некој фонд да дојде да ти даде пари, или многу ретко ќе дојде ќе ти даде пари само ради тоа што имаш добра идеја. За стартап од рана фаза, ако зборуваме, по мене клучен е тимот. Не знам ни еден или многу малку знам инвестиции кои што инвестирале само ради тоа што идејата е добра. Ама знам многу инвеститори англи и фондови кои што и инвестициски куќи, дури кои што инвестирале ради тоа што имале доверба дека тимот може да реализира таа, ама и некоја друга идеја ако пивотира. Бизнис климата не само кај нас, туку секаде во светот станува се понепредвидлива, како што кажавте. Кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат предприемачите денес? Па некој ќе рече, типичен одговор на прашање е пристап до средства. Јас би рекол дека правиот одговор е пристап до креативни идеи кои што може да решат глобални проблеми. И вмрежување на луѓе кои што делат такви креативни идеи. Пак треба да сватиме дека не живееме во гето, дека не живееме во една држава, дека не живееме во еден регион, дека ние можеме да се жалиме дека имаме вакви такви маки, дека на другите им е полесно, ама еве кога ќе отидат таму, ќе сватат дека и ти имаат некои други маки и дека
дека не треба да се жалиме, туку треба да работиме, да се охрабриме и наместо да кукаме што не чини и што чини, да видиме дали можеме да најдеме решение на проблеми. Кој е советот или советите кои што им ги давате на младите предприемачи, а кои што и студентите, а кои што не може да ги прочитаат во учебник? Дека нема единствен најдобар пат. Јас работам со многу стартапи, дел од нив се многу успешни. И јас сум имал некакви стартапи, компании кои што исто така биле многу успешни. И мојата можеби среќа е што сум имал повеќе од една таква, или сум бил инволвиран во повеќе од една успешна компанија. И оно што сум сигурен е дека не постои единствен пат. И дека тоа што работи за една група на луѓе, многу тешко се реплицира за друга група на луѓе, за било каква заедница. И поради тоа треба секој да си го најде својот пат. Треба да слуша што е можно повеќе совети, да читаш што е можно повеќе книги, да иде што е можно повеќе настан, да се вмрежува, ама да биде свесен дека неговиот пат е негов пат и дека не може да се реплицира некакво туѓо искуство. Професор, ви благодарам многу. Ме беше задоволство. Се гледаме повторно за 2 недели на истата фреквенција во истиот термин. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.